За почеток кажете ми колку членови имате во вашиот клуб и на која возраст? Во нашиот клуб, односно, ние имаме два клуба, едниот е карате, другиот е кикбокс клуб. Во карате клубот Заншиндо членуваат по моментов активни се 55 дечина. Најмалиот член е од 11 месеци, тој е мојот син. Веднаш потоа исто една од помалите Ева Чонтева Димовска и веќе со 5 години имаме на меѓународно поле резултати постигнати, значи со бронзен медал се врати Пламен Пенчев, кој што има само 5 години. Веќе од 6 години имаме 4 дечина кои што исто така трета година се надпреваруваат, тие веќе почнаа од 3,5 години да се надпреваруваат, да речем, да тренираат карате кај нас, така да веќе трета година носат резултати во нивна конкуренција на меѓународно поле. Во кикбокс клубот имаме 25 активни моментално членови и на тоа поле, да речем, во таа вештина, во тој спорт имаме меѓународни резултати, државни прваци, вчера имавме и номиниран избор, значи во младинци имавме и Стефан Сунчевски беше избран за надежен, да речам, спортист. Знаете дека во младинска категорија сите се прво место, значи нема таму рангирање, така да од кикбоксот беше номиниран Стефан Сунчевски и навистина сум задоволна од целиот тим. Кажете ми како се одвиваат тренинзите, кои се оние основи што ги учат најмладите? Основата на тренингот е пред се дисциплина. Значи прво ги учиме децата на дисциплина, веднаш после тоа е правилно развивање на телото, држење на телото и понатаму изучување на каратето, значи таа е цела филозофија, боречка вештина. Знаете и вие, сигурно за тоа сте слушнали многу повеќе. За разлика од другите спортови, самото карате е вештина и начин на живење. Значи тоа што најмали нозење децата ги учиме да се носат и да живеат со каратето и да го применуваат во секојдневниот живот, односно дисциплината да ја пренесат во секојдневниот живот. Исто така секој дете задолжително знае доџо куно, тоа е заклетва на салата, која што ја кажуваме на крајот тренинг и тие се основни постулати кои се придржуваат децата не само на тренинг и во текот на животот, во секојдневното живење. И за крај би сакал да ми кажете како одат и надпреварите. Каде се надпреварува, дали има можеби и лига некоја во Република Македонија, како одат и надпреварите? Значи, надпревари имаме државни првенства, имаме меѓународни купови, имаме меѓународни првенства. Децата се надпреваруваат пред се во нивна возраст. Значи, ние сега бевме на 26 февруари во Лесковац, таму учествуваме веќе по 4-ти пат и сека година сме подобри на повисоко ниво пласирани. Тоа значи дека самиот клуб носи напредок, а децата се понапредни во своето знаење. Најбитно е дека деца, зависно дали се наперуваат во кумите, значи борби или во кати, таму се поделени. Во кумитето имаме подоби на килажи и возраст, додека во катите се поделени на возрасти. Ви благодарам за овој разговор и посакуваме уште повеќе деца да бидат членови на вашите клубови и сега уште поголеми успеси и Битола се радува на уште повеќе медали. Благодарам многу за вашето разбирање, за вашата поддршка и што денес одвоивте време на овие деца да му посветите внимание, бидејќи навистина го заслужуваат тоа. Сега се спремаме за на 11 март на балкански турнир, исто куп кој што е еден од најпознатите во државата, тој е Фунакоши куп, каде што ќе имаме од над 1000 надпреварувачи и очекувам исто така висок пласман.